Француската полиција приведе едно лице под сомнение дека планирало да изврши атентат врз председателот Емануел Макрон. Човекот, кој се изјаснил како националист и близок до екстремната десница, планирал да го спроведе нападот за време на војната парада на 14 јули по повод денот на падот на Бастилја, пренесуваат француските медиуми. Полицијата соопшти дека станува збор за 23-годишен маж со нарушено психичко здравје. Тој бил уапсен откако на една интернет страница за видеоигри напишал дека сака да купи пушка за да го убие председателот. Откако бил приведен, тој рекол дека бил решен да ја спроведе својата намера. Исто така, тој на полицијата и изјавил дека сакал да ги нападне муслиманите, евреите, црнците и хомосексуалците. По претресот во неговиот стан, кој се наоѓал во предградие на Париз, биле пронајдени и 3 куински ножеви. Осумничениот и претходно имал судир со законот поради поврзано со тероризам. Тој бил осуден за одобрување на тероризмот минатата година, откако го пофалил норвешкиот масовен убиец Андерс Брейвик, кој уби 77 луѓе во јули 2011 година. Ова не е прв случај за планирање или обид за атентат врз председател на Франција за време на воена парада. Неонацистот и симпатизер на екстремната десница, Максим Бринери, со пушка на 14 јули 2002 година се обиде да го убие председателот Жак Ширак.